Почитувани гледачи, ова утро ќе разговараме и нешто повеќе за сите оние активности кои што ги имаат лицата од третата доба. Станува збор за пензионерите кои што се активни во многу спортски активности, во културата. За сето тоа ќе разговараме со председателот на Сдруженијето на пензионери, господин Вели Алексовски. Добро утро и добре дојдовте во нашата утринска програма. Добро ве нашли и ви благодарам на поканата. Така, Веле сутре е домаќин на регионалната ревија на песна, музика и игри, каде што ќе учествуваат 9 градови од земјава. Со што ќе се представат на оваа регионална ревија пензионерите од Велес? Ете, уште пред 20 на години Сојузот на пензионери на Македонија и Сдруженијата, како што сме ние членки на Сојузот, се договорили многу паметна работа да не биде само така дружење и играње во салонски спортови, шах, табла, домино, туку нешто повеќе од тоа, бидејќи и пензионерите си со самото пензионирање си ги носа оние квалитети и вредности што ги имале за време на работниот век, па така некои учесници биле во пеачки групи, хорови, или игрорни ансамбли и тие други музички инструменти, свирење, така натака. И решиле да имаат една ревија на песни, музика и игри на ниво на општина и се здружиле и сега овие се одржува прво на ниво на регион, ова е Повардарски регион од Велес до Гевгели Богданци, до Иран нормално. Во тие 8, 9, 10 градови, зависи како се подготвени, настапува со обично изворни песни кои што му припаѓаат на тој регион. И сега нормално ние Велес повеќе со велешките песни ќе настапа наше утре во 10 часот, ги поканам сите и пензионери и непензионери да повелат во салата Бели Мугри, каде што има 250 седишта. Ќе имаме околу 180 гости, значи членови припадници на групите пеачки, фолклорни, музички и така натака. Па ќе да стапиме ние велешаните со велешката песна "Ај што убаво ода велешките моми", а потоа се знае, значи оно што ја краси Македонија, не само Велес, во светот, во Европа, посебно и во целиот свет, песна за гимиджиите, а тоа е нивната песна што ја пееле предсмртно, да речем, Налеј, за која песна за жал некои поинаку ориентирани ја окарактеризира како немакедонска, што е голем грев. Грев е за гимиджиите што си ги даде своите животи за слободна Македонија. Со таа песна, но нема да биде класична песна, ќе биде искомбинирана и драматизирана, ќе настапат, ќе бидат и актери пеачите. Покрај тоа ќе завршиме со химната на Велес, но пак братот на гимиджијата Орца, односно Миле Поп Јорданов, ќе биде инсерт како на бегање го брка за птиите го убиваат и за кого загина го тажи неговата мајка пред публика низ песна не го тажи. Ќе чуе публиката, ќе види како од прилика сценски изгледа тоа и на крај станува сите и овие што се во пари што ја пеат Налеј, начело со брат му, и стануваат пеат Бог да го прости Миле Поп Јорданов, за народ загина за Македонија. Така, за Македонија. После оваа регионална ревија, дали ќе се организира и некој државен надпревар? Да, многу точно. Значи, бијќи ревија нема надпреварувачки карактер, но сепак од овој регион, нашиот петти регион, ќе бидат избрани три најдобри точки, така. И тие ќе одат во јуни месец, ќе се одржи во Македонска опера и балет во Скопје во салата, републичка ревија на песни, музика и игри. Значи, да не го наречеме надпревар, но сепак таму ќе одат најдобрите точки, но сите здруженија не може да настапат, бидејќи нас не има 56, секој за среќа Велес за среќа. Значи си биле квалитет. Секоја година настапуваме на републичка и се надеваме годинава дека ќе бидеме уште поуспешни со оваа точка што ја најавив. Па се надевам во јуни месец дека ќе бидеме меѓу подобрите. Државните, така. Следниот ден, односно во петок на 6 мај, е голем дел и за жителите од населбата Отовица. Таму значи ќе се отвори новиот дом за пензионери и младинци. Па нешто повеќе да ни кажете за самото отварање, кој се ќе биде присутен на ова отварање? Вака видите, ние активностите се повеќе струки. Имаме нашето здружение, општина Велес, значи здружение на пензионери од Велес, не е само на општина Велес, туку и општина Чашка и општина Градско Ниш. Поранешната постара
општинска административна организација е. Ние имаме до сега 14 имаме ограновци, дело и гранки на Сдруженијево, по населените места, што вика, ја би рекол по селата, и населбите Чашка, и Градско, и Богомила ни беа најактивни така, но греф е за другите села, за другите населени места каде што има пензионери, а вие знаете обично пензионерите дури и што се во град се враќаат повторно во родните назад. места назад, дали пилето се враќа во гнездото и така натака за последниот дел од животот. Тие пензионери не се активирани. И една од поинтересните населби, а поголем регион што е, тоа е Отовица, каде што околу која што се гравитира селата Иванковци, Мамутчево, тие се живи и големи села, Да. релативно. Башино село, починајќи од Башино село до Иванковци, во еден прешег, да речеме, од 30 километра, сите крајбрежни села што се околу езеро, ќе имаат можност во тој дом што го изградиме во Отовица да се собираат по разни поводи, прослави, забави, спортски надпревари. Ние едно време бевме и организатори на републичките спортски надпревари на пензионерите. Имаме се ќе правиме олимпијада и меѓународна, па според тоа тука е шанса да бидат да го видат населеното место, да бидат на теренот околу езерото стационирани спортисти, не би рекол во наводници, веќе какви такви спортисти се, и се тоа ќе биде од голем интерес. Домот не е исклучено наменен само за пензионери, така му е името дом на пензионери и млади. А тука ќе, ако има потреба и ќе се изврши, има просторија која што од време на време ќе им послужи на старите за преглед на крв, притежок крвен, преглед на шеќер во Да, крвта и ќе така разговараме и за тоа, нели, дека ќе има Да, да. посета од Важно, доктор. домот е сега убав, ќе го видиме утре во петок, односно на Ѓурѓевден. Ѓурѓевден е повод да го отвориме тој дом, не само што е тогаш веќе комплетиран, туку и црквата во Отовица слави Свети Ѓорѓе сека тој ден, па ги покануваме сите Велешани и околу Велес населените места. Ќе има дури од Републиката гости, па ќе има шанса да се позабавуваат во црквата, да се помолат на Бога, да бидат присутни на отворањето на овој дом. Што е една убава работа за пензионерите и за другите. Со што се ќе располага овој дом и што се ќе може таму да прават пензионерите? Да. Околу домот има 1,5 декар, значи 1500 квадрата што ќе се култивира, хортикултурата ќе биде застапена. Сега почнуваме да сееме тревата, да се одмараат пред се и над се, да се среќаваат, да се дружат пензионерите, било во внатрешниот дел на домот, било во дворот или во парковите околу домот што ќе ги доградиме постепено. И затоа планираме исто така и летниковци 1 до 2 да направиме, а наспроти домот ќе бидат спортските игралишта на младите, одбојка на песок, па баскетбал, па ракомет, односно мал фудбал и така натака. Значи, сакаме да има една интерактивна соработка меѓу прва доба на животот и трета доба. Овие што се средната доба, тие ќе почувствуваат и ќе навиваат, зависно од кој ќе биде поуспешен. Се надевам пензионерите ќе бидат. Од каде се обезбедени средствата за изградба на овој пензионерски дом? Убаво прашање. Благодарение на мудрото работење. Нема врска кога се основани овие здруженија. Во тој бивши период социјалистички, но сепак размислувале тие за себе и за идните поколенија. Нешто се трошело, нешто се штедело. И она што е премногу заштедено, ќе се обезбеди исклучиво се овие пензионерски пари. Значи, од пензионерите за пензионерите, но и за внучињата, затоа што и тие еден ден ќе даде Господ ќе бидат пензионери, кога ние ќе заминеме на оној свет и така натака. Значи, исклучиво од пензионерите се парите, а понатаму планираме да имаме и тие да ги претвориме во старски домови, нели, за пензионери кои што немаат кој да ги догледат на крај на животот, тогаш тие ќе бидат со една преадаптација и со посебни средства, но тоа ќе бидат објекти, односно институции, ајде да речем така, фирми од јавно-приватно партнерство ќе биде, бејќи ние не сме профитабилна организација или здружение, немаме право на тоа, и тоа кога сум околу тие домови да ви кажам, значи не е само
Отовица сега, не би рекол дека имаме во градско дом и во Чашка и Богомила. Богомила сега ќе реновираме поранешниот задружен дом, односно општина или што било. Ќе биде тоа во пренојќиште, но исто така со терени за забава. Канцеларски, салонски спортови и надворешни спортови, тоа фрлање на топка, баскет. Значи, што бара движење. Од Богомила одиме за Оравец. Оравец е на прекрасна надморска височина 750 до 800 метра, каде што ќе има, тоа ќе биде воздушна бања за пензионери, бидејќи ќе биде домот од отворен карактер, ќе може и други да доаѓаат. И што е уште пред 2-3 години наше предвидено, гледам сега веќе го реализира, односно ќе се реализира предвидено и од надлежните власти и политичари, реанимација на селата. Ние со тоа ќе го реанимираме пред се селото, прекрасно село Раовец, каде што има прекрасна вода, воздух, шума, ќе има прошетки, но од Богомила, од Чеплес, преку Папрадиште, Богомила, Извор, Долно Врановци, Оравовец, Свеќани, односно Скачинци, Подлес, Градско, пак Велес, ќе има една кружна патека за велосипедисти и за возрастни ветерани, но и за млади. Тоа ќе биде повеќе, да не се изразам српски, братски патека, односно планински, ридски патеки, така литература македонски кажано. И тоа ќе биде од голема корист за сите, и интересно и од туристичка гледна точка, од стопанско, од економски карактер ќе има и за самата општина, па и за самата татковина Република Македонија, бидејќи тоа ќе дојде време кој ќе стане и интернационални патеки, каде што ќе доаѓа и од другите екс-југословенски републики или балкански држави комшиите, што и се наши. Споменавте дека во домот за пензионери во Отовица исто така ќе доаѓа и доктор каде што ќе ги посетува пензионерите и ќе се вршат прегледи. Да. Своевремено во Отовица имало амбуланта која што е надвор од селото, од населбата и донесе новото училиште. Но за нашите колеги, бидејќи се во години со нарушено здравје повеќето, им е тоа далеко дењето, ние имаме стратегија за грижа за стари и немощни лица. Преку таа стратегија ќе активираме и медицинските лица. Имаме души наши волонтери, кои што работат сестра медицински, доктор Јорданов, морам да го пофамлагу и така натака. Тие ќе им вршат преглед на лице место на сред населба, значи во домов, се едно што ќе биде, има просторичка, едно за 2 часа, 3 часа ќе поминат тука и ќе се видат, ќе се поразговара и ќе се провера крвта, притисокот крвен, шеќерот крвта и така. И кој ќе видат Белмантул ќе оздрават побрзо отколку да не го видат, затоа што тоа психолошки не го видат. Така. Да ми кажете нешто повеќе за пензионерското здружение, колку члена до сега број Да, од пензионери? наше пензионерско здружение, значи Велес, рекол дека ги опфаќа општините Чашка и Градско, со се нив е 8000 скоро пензионери, тука е околу 8000, плюс минус 10 тоа варира, нели тако е животот и се зголемува овој број на пензионерите? Се зголемува, за среќа се зголемува, тоа значи дека сепак ќе имаме иднина, значи Бог да чува ако не фати белата чума. По овие населени села, селски општини, да речеме, рурални, Чашка и Градско, многу е помал бројот, значи беа 300 и нешто Градско, 450 Чашка, но ние ги фаќаме таму и сите пензионери, тие што не плаќаат кај членарина, што се инвалидски пензионери, ние не ги двоиме, тоа е гревата го дојдеш, да му речеме сега, ти не си наш член, не смееш да идиш во домов. Во домов, по селата, секој си има право, како и во градов, ние не ги двоиме, тие средствата нивни се дела, мислам, тоа една скромна членарина од 25-6 денара што е, другото оди за други трошоци, режиски, републички, така натаму. Не ги делиме и нивниот број што е тука, а ние имаме добра соработка со локални инвалидски здруженија, две уште ги имаме. И ако има желба тие и постојано ќе имаме и никој што бидејќи пензионер, за мене е пензионер, тој нема што повеќе. Бил доктор на здравствени науки, бил професор, бил што и да бил, работник, возач, така натака, сите сме исто, сите сме се колеги. Интересно е тоа дека пензионерите се доста активни во спортот. Неодамна вие учествувавте и на пинг-понгарскиот турнир. Да. Така, пензионерите таму играа заедно со пинг-понгарскиот борец Тимо Велес. И што освоивте на овој надпревар? Па, освоја
од сите присутни, значи во секоја категорија имаме по еден првак, значи, меѓу себе тоа пензионерите. Се знае со младите кога играат, ние нели Дали може би ви дадоа малку предност? Да. Младите потешко да ги победите, затоа што сепак младоста е посилна од староста, но нашите се држа на искуството и тактизирањето ги заморува, односно младите се потемпераментни, па сакајќи да забијат, да речеме силна некоја топка, ќе ги промаши, така се случи да победи некој наш од младинци. Ама и тие се почетници повеќе, да, другите што се постојани спортисти на членки на пинг-понгарскиот клуб, се знае дека се на повисоко ниво, со ниво квалитет. Сакам да речеме што кажа прескат дека во младоста и пензионерите биле млади, нели некогаш и пензионерите биле млади. И во таа младост тие спортувале нешто. Тоа сепак останало трајно кај нив. Ако се во добра здравствена состојба, се испортува. И што е најважно, како млади биле големи фанови, да се изразиме англиски, да сите спортови, посебно велес на фудболот и ракометот. Тоа предничело. Потоа имаме боречки клубови, па имаме тениски клубови и ние им вршиме на финансиска помош, не ќе рече кеш пари, не. Ние си откупуваме годишни карти, да речеме влезници. Со овој тениски клуб соработуваме со скромни неколку илјади денара, ќе купиме стотина влезници и постојано секој турнир ние сме поканувани. И тоа е за нив настан некој. Всушност на арената што ја собира тоа за нив, некој ќе рече не, ама отидоа кај тенисерите 2-3 илјади денара им давате за карти. Поведете секој кој сака може да се поигра. Отидоа кај фудбалерите, порано е, посебно женскиот фудбал се е многу интересен, а тоа се внучиња на пензионерите. И се ќе рече некој што има пензионеров врска со млади спортисти, женски фудбалерки или машки фудбалери. Прво, крвната е врска. Второ, самиот тој психички се релаксира гледајќи го внучето како спортува. А нели делиме членарина за нам да не е добра, па и на другите. Ете добро и нему и на внучето. Така обострано е. Да. Освен пинг-понг, во кои други спортови се активни пензионерите? Па активни се во повеќе спортови, да почне во овие салонски, постојано се игра, секој ден има по десетици табли зафатени во шах. Па играат табла. Се играат карти нормално за психиката релаксација. Се да ова салонски спортови се за релаксација, само психолошка. За одмарање. Да, за одмарање. Да не речем медитирање, ако се замисли многу, значи и медитирал, може да заспие некој постар. Другите спортови, сега ќе настапиме на регионално, како што е овдека за музика ревија, песни и игри, се мисли игри вора, ќе настапиме на спортски игри во Кавадарци на 26 мај. Таму имаме регионално исто така средба, ќе настапат во стрелање со воздушна пушка, баскет, фрлање кошеви погодување, да речеме од 4 метра таму. Па шутирање на мали голчиња, значи фудбал само во скратена верзија на едно голче. Па имаме тегнење на јаже, зашто тука малку ни е ризично и повеќе ние како велешко здружение го одбегнуваме таа дисциплина, бидејќи може да се повреди, а компании осигурителни, знаете, над 70 години тешко осигуруваат луѓе, па и крај на крај да е осигурен, зашто па да се повреди човек. Ние не одиме да ги повредиме, одиме да им биде добро, да се забава. И така, ама има некој што со оставил младелешки дух, па сака да се докаже и може имаме атлетика, трчање речеме за жените на 60 метра, мажите на 80 метра. Имаме скок од место, фрлање на ѓуле. Значи многу интересно. Ќе го воведиме и пинг-понгот во тие дисциплини од година натаму, а сега ние подготвително велес Кавадарци почнаме така да се играме. Прво е релаксација за нас. Си купуваме табли, се исто не кажав и за тој се купиме пинг-понгарска табла. Па оно што е неопходно да се малку движат. Движењето е здравје, движењето е продолжување на животот. Така. Во сите овие активности што ги кажавте, чинам дека и жените пензионерки се активни во овие спортови. Да, во се. Во се исто така како и пензионерите. Спортови. Ајде да почнеме од стрелање со пушка, тоа ворат имаме ние искусни стрелци во Велеш, кои што се први ден денес на општинско ниво и републичко. Жените настапуваат во атлетика, имаме атлетичарки поранешни, па сега некоја очувано здраве од пензионерка може да спортува.
во атлетика, трчање, фрлање ѓуле, скок од место, значи фрлање на баскет, топка во кош, па дури мал фудбал, што ќе се повежбаат малку, вежбајќи се ќе се понасмеат на прецизноста во наводници или непрецизноста. И сето тоа е забавно. Целта е да се движиме, да се дружиме, а дружејќи да се Така и да го искористите времето на позитивен начин, значи со многу бројни активности спортски, нели што ги информираме исто така и за други настани во татковина во држава наша околу тоа бањско лекување. Исто тоа е корисно за нив. Некој има потреба, некој сака чисто да се одмори во една убава природа, да речеме бањско лекување, не туку бањска рекреација, бањски одмор. И ние покрај тоа што држава да тие што се со помали пензии од просекот, испод 12.700, ние им даваме по 2-3 зависи како еднаш годишно партиципација на нивниот престој во Катланово, во Негорци, Дебарска бања и така натака, и тоа е се за нив, од нив за нив. Исто така, вие организирате и екскурзии кои што ги правите во државата, но има и екскурзии што ги правите надвор од државата. Значи, посетувате места каде што живеат македонци, посетувате исто така значени места, манастири, цркви, па нешто повеќе да ни кажете за овие екскурзии. Видите сега, за време на работниот век, секој имал разна професија од пензионерите и некој немал можности да почне. Некој поради професијата, да речем, како мојата, со ученици, не само во Македонија, туку и надвор Македонија, низ Европа ја прошетав, работејќи со ученици, едукативни екскурзии. Сега, ние како ќе ги запознаеме наши? Има наши пензионери кои што, например, за нас или за некој интелектуар ќе биде тоа смешно, ај не знае каде е тоа и тоа, да речеме некој познан манастир, што е тука во наша, прво почнемо најблиското кон подалечното. И такви екскурзии организираме прво во околината на Велес, знаменитости, места, например, имаме ние во околината на Велес споменици од Балканските војни, споменици од Прва светска војна, да не зборуваме за Вторава светска војна, а тие им се попознати, ќе видат, да знаат, не само постојано да слушаат, минале разни војски, разни владетели, така натака, а не знаат артефакти не виделе. Значи тоа е на ниво на овие екскурзии што се прават тука. Забавни екскурзии, одејќи, посетувајќи ги езерата македонски, Дојран, Преспанско, Охридско, па одејќи по едукативно образовни, да речеме, манастирите во Македонија. Па тука се гледа само манастир како верска, да речеме, храм, туку треба да се види во него и уметноста, дека тоа некогашни македонци наивци, самоуки успеале да направат прекрасни резби од светско ниво и познато сликарство исто така. Тоа наши луѓе го правеле, не доаѓале сигурно од Данска или од Шведска да ни прават на икони да ни цртат. Тоа се наши македонци, наши прадедовци и така натака. Сето тоа е корисно. И покрај тие што да се ја запознаеме татковината за повеќе да се ја сакаме, покрај таа парола што ја реализираме низ овие интерни екскурзии, имаме и меѓународни, односно посета најчесто почнаме со тие држави каде што има дел од македонското ткиво, односно наши браќа македонци. Тоа е Пирин, неколку пати одиме, цел Пирин го имаме шетано, почнувајќи од Рилски, од манастир, па доле до Петрич, па Серес, што припаѓа на денес на Република Грција, па Воденско, во Корча Албанија, односно Преспа Албанија, ја посетиме единствената македонска општина во Пустец, одиме во Јужна Србија, прво не само заради, пред се заради нашите браќа, да им кажеме дека ја мислим на нив, а второ, затоа што е и поблизу. Има, да речеме, здружение што одат до Будимпешта, до Барселона. Соработувате ли често и со соседните здруженија од другите земји? Што е интересно, ќе му биде малку чудно на гледачите. Ние се почнаме најчесто да соработуваме со Албанија. Во Албанија имаме ние летување во околината на Драч, или на Јадранско море,
За 135 евра летуваат пензионерите, а можат и други млади, ама најмногу пензионери преку нас организираме ние Сдруженијето Велес. За 135 има патување до Драч, има престој 7 дена, односно 8 дена и 7 пансиона, 3 пати оброк на ден со ужинка. Тоа е прекрасно, а за символична цена. Дури на пензионерите им гарантираме и на 2 пати да си платат да не биде нешто. И се интересирани ли се? Многу се пензионерите? заинтересирани, а сега и нивните здруженија, почнувајќи од националните, да речеме од седиште во Тирана, со нашиот сојуз во Скопје, почнува да воспоставува контакти, исто така со Бугарија почнува, со врање од Србија се воспоставени, туку дури избратимени здруженија, да речеме Куманово и Врање, и преку таквите зближувања и збратимувања, ние сојузот, нели, помогнат онда членките, ќе организираме една Балканска олимпијада во почетокот на спорт и спортски игри, а потоа и на културно-забавен живот, тоа музика, песни и игри, мислам ова и така. Дали овие екскурзии ги организирате само во текот на летниот период или некои ги имате и во текот на зимниот период? Кај пензионерите нема застој. Нема зима. Цело време. Цело време, мора да се. И што е најинтересно, тоа доста чине за наш стандард, нели? По 400 денара просек доаѓа мени ручек со пијалок. Овие што се во сала забави, многу се посетувани. Тоа во зимскиот период, кога не дозволува временските услови да одиме надвор во природа, одат таму, им организираме ние превоз, партиципира здруженијето, да рече, 50, 30, 60 или негде 100%. Во Скопје одеме со 100% партиципација платен од здруженијето, ама да се посетат национални, да речеме, институции од типот на Музеот на борбата за слобода македонски народ, да речеме, некои археолошки музеи, па жичницата на водно и тие работи што се од ептен премногу интересни, од национален карактер, ние им 100% им плаќаме патот, а другото партиципираме. Тие се задоволни, но и покрај тоа ќе речем сепак е релативно скапо. Да речем до Виница сега сабота се оди 600 денара, 200 за превоз, што за Виница 200 денара не е одење и идење, 50% ние го плаќаме, ама 400 денара им ја доаѓа многу. И затоа, па дека и таму, па се редат. Не оди еден ист пензионер на сите екскурзии. Да. Ги има 8 нека се здрави и живи, а пред се многу да се здрави. Па да можеме и понатака да одиме и подалеко малку, планираме, нели, да прошетаме до доле до Корча. Интересно место во Албанија, знаете, интересно од минатото, да посетиме Кавала, Филипи, порано градот каде што Свети Павле ја покрастил првата македонка Лидија. Тоа некако треба да се види. Сега Грција си направија светилиште таму и туристичко место. Нека прават, само да не сквернаиме свети места. А ако е верник, било од која вера нам не ни смета, ние посетуваме и муслимански свети места, што им се така храмови, тоа што не е греф. А доаѓаат ли тие тука кај нас да ги посетат и нашите значајни места? И доаѓаат, дури имаме ние мултиетничка средба во Тетово, да речеме. Одиме ние таму, тие доаѓаат тука, нема никаква делба, да речеме, по верска или по етничка припадност. Воопшто нема тука. Кај ни постои се она космополитското почитување, еден кон друг, како исто бијќи сме сите, исто сите сме си пензионери. Слушајќи ги сите овие работи со кои што ги имаат пензионерите, навистина може да се заклучи дека тие уживаат во нивните пензионерски години. Па, мене ми е мило што е така и покрај тоа, бејќи, знаете, со повеќе години има повеќе 2-3 генерации заднивни, потомци нивни, и се случува проблеми здравствени, помладо детенце или внуче му е разболено или во некоја потешка криза и доаѓајќи кај нас, дружејќи се со колегите пензионери, во тие моменти ќе се заборави на она тешкотија што има од психолошки карактер, да не го измачува, инаку ако го се затвори дома, секој пензионер што се затворил дома, многу брзо го губи здравието. Па да не речеме и веќе води кон да, има фатални последици, така. Дружењето, движењето и разговорите, тоа е помош за продолжување на животот. Спомнавме дел од плановите што ќе ги имате во следниот период, еве на крај кои се идните планови на Сдруженијето на пензионери?
Па јас најави, значи дите плануе се да можеме да ги однесеме денешме 2 комбиња, односно 50 луѓе да одат во истовремено во ајде овој познат регион најблискиот ќе почнам Азот. Па да го посетат и Папрадиште. Па крај на крај наши да ги видиш што ги пееме и химната наша од Папрадиште потекнува, да видат нивното родно место. Има и други знаменитости, да видат изворот на Бабуна. Полека ние сме го однеле во Нежилово. Планот ни е да оние што не биле, неколку пати сме биле во манастирот во Зрзе и Трескавец, Прилеп. Тие што не биле, нив да ги однесеме таму. И таму одејќи се среќаваме со други здруженија, случајно или не, инцидентно такав, кога таму ќе видиме наши колеги од некој здружение од Скопје или од Крива Паланка или така натака. Плановите ни се да ги реновираме тие објекти што се разрушени, да ги обновиме од темел тие што се паднати, разрушени целосно и таму да се одат да се одмарат. 12-13 км во Равец од Велес. Секој пензионер ќе си дозволи да си земи ако нема храна од дома за еден ден, два. А таму ќе имам исто така менза, односно кујна за сам да си готви. Селф-сервис, што би рекле англичаните. Да. Само послуга ќе си се послужи, ќе се изготви за 150-120 денара од ден, ќе очине тоа, ќе се одмора неколку дена во оние најтешки и најжешки денови посебно за Велешност. Јас ви благодарам многу на денешното гостување. Ви посакувам да имате многу здравје и долг живот на сите пензионери. Ви благодарам. Во име на пензионерите голема благодарност. Почитувани гледачи, а сега во продолжение ќе погледнеме еден рекламен блок.